80% од имателите на овие акции се постари од 50 години. Младите луѓе во земја како економија со ваков стандард немаат многу вишоци. Не е ни предизвик за младите и што можат да инвестираат помасовно во македонски акции. Ако една индивидуа вложила пред 10 години, да кажеме, во МБ10, колку е реално разликата што може да ја направи? Ако некој пред 10 години вложил, не знам, 5.000 евра, 10.000 евра, 430% ќе му се зголемиле во овие 10 години. Пари. Треба да има. Здраво, Иван, што го врти светот? Па светот го врти човечката амбиција, стравување и фрустрација. Добро. Сега ќе ти поставам прашање со или, те молам пробај да одбереш. Ајде. Храбра одлука или длабинска анализа? Длабинска анализа. Секогаш, тоа и го очекувам. Работа рано наутро или доцна навечер? Доцна навечер. Добре. Како и на Wall Street што гледаме дека по цели денови работат луѓето. Викенд без телефон или летен одмор без интернет? Летен одмор без интернет. Интересно. Конективити мора да има. Да, телефон само, оној најстариот модел, најубаво. Книга или филм? Книга. Добро. И NBA или Лига на шампиони во живо? Лига на шампиони без дилема. Добро. Да почнеме малку да зборуваме за темите врзани со она што значи берзата кај нас. Веќе има сериозни години, децени. Оваа година правите 30 години. Па да, фактички за многу кратко, за неколку недели од сега, ќе го прославиме 30 години од прв ден на тргување, што ќе каже дека и берзата веќе не е млада толку институција во Македонија. Таман. Па да, убави години. Во убави години, во најубави години, со 30-тите. Сега колку созреа берзата во овие години и каква е свеста ева и кај јавноста за тоа што значи берза, за тоа што значат акции, хартии од вредност. Има ли разбирање за основниот принцип дека практично да имате акции некаде, да имате сопственост некаде и тоа е возможно, речи си за секого? Па да, тоа е добро воведно прашање. И еве, во подготовките за емисијава, нели, разговаравме да не одиме премногу со бројки, но сепак прашањево ме мотивира и ме инспирира и некои бројки да споделам и со вас и со публиката. Сакаме ние тука бројки. Бидејќи тоа ќе покаже, нели, некоја состојба моментална. Ке зборуваме, претпоставам, за берзата како институција и дополнително, така да сега околу свеста е и како, нели, посебно физичките лица ја гледаат берзата во Македонија. Па еве неколку бројки што не сум сигурен колку се вака масовно познати во нашата средина. Во Македонија во моментот имаме, нели, една институција, таа е сестринска институција на берзата, Централниот депозитар за хартии од вредност, таму се води централизирано во дигитална форма евиденцијата за сопственост на сите иматели на било која хартија од вредност. Еве ние ќе ги анализираме акциите како највака распространети и познати. Најпопуларни, да. Значи во моментот физички лица иматели на акции во Македонија има нешто над 60.000. И тоа не е голема бројка. Ама не сме ни голема држава. Но ајде вака, кога почна пазарот на капитала, нели 30 години берза, ние се основавме 96-та, депозитарот е основан 2001 година, имаше некој процес кој ние акционерски книги што претходно беа у фирмите, па некои директори знаеа да ги кријат и така натаму. Тие сите отидоа во таа централна институција во депозитарот и тоа беше голема добра реформа што се направи. Тогаш првите бројки на број на физички лица акционери во Македонија тогаш првите неколку години се движат околу 180-190.000. Така да фактички за некој четврт век, 25 години, бројот на физички лица акционери во Македонија е намален за 3 пати. Ова не го очекував искрено. Тоа има своји логични последици, затоа што, нели, почнало од акционерските друштва се создадени од приватизација и, нели, во приватизацијата имаше оние разни модели каде што помасовно се креира акционери. Со тек на време, очигледно, тие акционери продавале, беше таа фаза на концентрација на сопственост и така натаму,
Сега сме во една фаза последниве, да речеме, 10 години, кога се појавуваат нови купувачи, но бројката е намалена. Сега дај да ставиме таа у контекст со овие некои меѓународни текови. Цело време се намалува или има некоја пресвртна точка каде што пак има генерално намалување како тренд. Но ова не би бил најсеопфатен одговор. Ајде да видиме што значи ова визави, нели, светот, визави некои други. Секогаш сакаме за светот. Да, некои слични земји, поголеми, помали и така натаму. Партиципацијата на населението во чувањето и имањето на разноразни хартии од вредност зависи дали станува збор за овие многу развиени земји или тие, нели, во развој, што се земји, порано беше така терминологијата, англиски е полесно, нели, developed или developing economies. Сега, во државите што се зрели пазарни стопанства, оваа бројка на колку физички лица имаат некакви холдинзи, дали се тоа акции, дали се фондови и така натаму, се движи помеѓу 30 и 50%. Ако ја ставите 60.000 кај нас со населението по последниот попис, нели, под 2 милиона и така натаму, неполни 4%. Значи, ние сме со развиени. Но со овие земји со кои е логично да се споредуваме, тука бројките се движат помеѓу 5 и 20%. Значи, ние сме тука на онаа долна граница на овие земји. Значи, не е нешто што е изненадувачки, што е само кај нас и така натаму, но тоа дава, да речеме, порака сите овие институции што се грижат за пазарот за капитал, па ако сакате и државата во некои развојни политики, дека треба ова да го има во предвид. Особено зашто бројката на старосна структура е интересна, ама верувам дека за тоа ќе имаме посебни прашања. Ќе зборуваме колку младите и како гледаат на вложувањето во акции конкретно и на тргувањето на бирза, ама мене ме интересира зошто ова се случува кај нели помалку развиените земји. Особено еве кај нас, на пример, ако ги погледнеме компаниите кои што котираат на бирзата, тоа се релативно стабилни компании, сите финансиски извештаи мора редовно да ги објавуваат и така натаму. Дали тука постои пак голем страф од ризикот што бирзата го носи, па некако бидејќи во дел од развиените земји, тоа е начин да вие заштедите за пензија, да вложите во нешто за понатаму. Не од денеска за утре најчесто. Па во овие анализи на разноразни општествени појави, економија, финансија нормално, сигурно не е екзактна наука, секогаш е одговорот во комбинација на различити влијанија и фактори, само да докажем. Но, од друга страна, во тргувањето на нашата берза со години наназад, значи, ова до сега што зборев е во собственоста на сите акционерски капитал на ниво држава. Во тргувањето, па од друга страна, носечки се физичките лица. Значи, последниве години, уделот на македонски физички лица, значи, на македонските граѓани во куповната страна на прометот на берзата, некои години одеше и до 70%, измеѓу 60 и 70%, што е многу високо и е на ниво на овие, нели, земји во развој каде што има најголем удел на физички лица. Така да, значи тие кои што почнале да тргуваат се активни. Трендот е фактички позитивен. Иако, нели, имаме намалување на вкупната бројка, но во активното тргување, тоа што се случува секој ден кај нас во нашиот систем за тргување, доминираат физичките лица и тоа е добар тренд. Сега, значи трендот е добар. Проблемот е во големината, во бројките. Значи, тие 60-70% што го чинат нашиот промет, не се во десетици и десетици илјади, туку се зависно од периоди, од години, најчесто во илјади. Така да, сега вашето прашање е зашто нема повеќе. Па прво нема повеќе затоа што сепак сето тоа е поврзано со севкупното богатство на земјата, односно сведено на ниво на поединец, нели оној фамозен GDP per capita и колку имаат луѓе вишоци кои можат да ги одвојат. Нормално знаат повеќето дека можете да тргувате и без вишок, туку да идете со заем и така натаму, но тоа нели не се препорачува и тоа има големи ризици. Значи нема толку вишици, луѓето едноставно на индивидуално ниво и тоа што ќе го имаат како заштеда е мало или дури кога го имаат, еве да речеме, знаеме, нели, тоа македонскиот граѓанин во недвижен имот, оваа класа, нели, по оваа стручнава терминологија, но ја пробувам да го прилагодам речникот, нели, имате тие класи на имот каде што можете да вложувате, нели, ние сакаме
опиплив, недвижен имот, па макар бил тој стан скап или ми е поред втори или трети, така натаму. Тоа е едната причина. Другата причина е таа финансиска едукација. Сепак сме ние општество кој има берза 30 години и да подсетам, земја која е една од ретките во регионот која на оваа територија никогаш претходно немало берза. Никогаш. Да. Во овие другиве соседни земји пред Втората светска војна, нели пред комунизмот имало, па има можеби некоја генерацијска меморија, можеби на некој таван, некој нашол некоја стара акција од баба, од дедо или имал некој муабет за тоа, така да Или овде слушал, и тоа е доволно. Така да таа прва генерација која се стекна со акции у приватизацијата, тие ги доби така некако одеднаш, повеќето од нив ги продадоа, некои у лоши тајмези, некои у подобри тајмези. И сега новата генерација допрва треба да покаже и ние сите да видиме и да придонесеме тоа да биде подобро, кај ќе иде акционерството у Македонија. Колку покажуваат младите, нели баш дискутиравме претходно, нас не следи баш таа група на гледачи, да кажеме особено на интернет, кои што сега треба да почнат да ги носат одлуките за тоа каде ќе вложуваат, како ќе штедат и така натаму. Често се информираат за тоа од инфлуенсери на интернет, меѓутоа колкав е интересот е така и нив, особено што сега имаме информации како да кажеме во Америка луѓето штедат, како низ Европа. Голем дел баш во развиените економии, кажавме, дел од доходот си го вложуваат во некаков тип на акции. Како е во Македонија? Дали овие 25, 35, 40 години луѓе си вложуваат во акции? Па, ќе кажам и тука нормално некоја статистика, бидејќи таа е секогаш добар одраз што е вистинска состојба и не е добра ситуацијата, нема тука никаква масовност, но токму ваквите емисии и воопшто сите чинители у тој некој најширок, да кажам, екосистем кој треба директно или индиректно се грижи за развој на пазарот на капитал, треба да го имаат ово предвид и ние нешто и као берза иницираме, пробуваме да направиме и така натаму. Затоа што пазарот на капитал, ќе дојдам до процентите на учество на млади и така натаму, не е нешто што у суштина треба да интересира само берзата или само брокерите и така натаму, бидејќи да се подсетиме, или еве, на некои што не се многу завлезени во оваа проблематика, да кажеме дека целата идеја на пазар на капитал е да постои можност фирмите да се финансираат настрана од банкарскиот капитал и настрана од сопствено финансирање и преку пазар на капитал. Учество на млади и така натаму. Овие бројки што ги кажував, нели, за моментално акционери во Македонија 60 нешто илјади и така натаму, старосната структура е следна. Над 80% од имателите на овие акции се постари од 50 години. Мислам дека бројката е 83%. Ова не го очекува. 83%, значи само 17% се помлади од 50 години. Мислам дека во оваа деценија од 30 до 40 години се уште 10%, што ќе рече дека до 40 години во моменталните акционерски друштва во Македонија има само 7-8% акционери. Што покажува дека прво, што е сосема природно, младите луѓе во земја како економија со ваков стандард немаат многу вишоци, а и да ги имаат, животната фаза е таква што има други приоритети, или стамбено прашање, автомобил, па ако сакате и некој друг тип на разона да младите нормално сакаат патување и така натаму. Но исто така, како што сите знаеме, јас имам синови во таа генерација измеѓу 20 и 30 години, не е ни предизвик за младите и што можат да инвестираат помасовно во македонски акции. Зошто? Некако е очигледно тренд, фенси, тоа сакам да кажам, зашто да купите Nvidia, да купите Tesla, Apple, можеби кога ќе излезете навечер, нели, на пијачка, ако кажете дека сте купиле некоја македонска акција, не е тоа нешто достигнување. Брат, имам акции во Apple. Па веројатно и така натаму, што е природно. Светот покрај некои сега други политички мега трендови сепак е се уште глобален. И со либерализацијата на девизниот режим во Македонија од 2019 година може секој да купува. Тоа го памтам и сакав да прашам дали влијаеше тоа веројатно на оваа млада генерација која одеднаш може секаде да купи. Имате неколку, пак онаа комбинација, неколку фактори што се поклопуваат.
еве конкретно кај нас за младите да може од двостранство. Прво, тотална либерализација, со години не можеше. Да. Второ, со пандемијата, глобално многу повеќе инвестициски платформи се формираа, ала Дигитални, Robinhood, да. не знам, Interactive Brokers и така натаму. Дел од нив со екстремно ниски трошоци, некои дури и без трошоци, трансакцијски, затоа што нема други бизнис модели, што нели мали пазари не може да ги направат. И во светски рамки, учеството на овие милениалс, генерација Z и така натаму, во ново отворените налози за тргување е огромно, најмалку пола промет, 50%. Во така нареченото, сега морам по некој стручен термин да употребам, во така нареченото дневно тргување, тие така наречени day трейдери, а тоа се нели инвеститори кои во еден ден сакаат да најдат ценовни флуктуации, да купи и да продаде у исти ден и така натаму. Овие генерации се максимални. Тие гледано у теорија на пазари се и добре дојдени до некое ниво, зашто ствараат ликвидност, ностоп има некој да купи и така натаму. Така да, ова се состојбите и младите се малку присутни на нашиот пазар. Ние као македонска берза, тоа го имаме забележано више подолго време, користиме секоја прилика, вклучително и ваков тип на јавни настапи, да ова го искомуницираме и намерно го зборам на некој начин, затоа што акција за ова да се смени треба да биде на ниво на малце по-широк тој екосистем. Не е ова само нешто што може берзата, затоа што едукација и промоција, со ќе завршам ново прашање, е многу проблематична затоа што изискува финансирање за кампањи, едукација и така натаму веднаш, а многу долгорочен е повратот од таа условно инвестиција и затоа е најдобро да се сподели меѓу повеќе заинтересирани страни. Држава, институции на пазар на капитал, брокери, банки. Ако ги гледаме американците што прават, па тука пола Холивуд имате филмови со брокери, имате не знам најразлични романтизации на берзата како таква и одеднаш нормално луѓето се заинтересирани за тоа. Ама ајде малку, иако е тоа спротивно на моите уведување, да го тргнеме пиерот и трендовите на страна. Ако една индивидуа вложила пред 10 години, да кажеме, во MB10 или во S&P 500, колку е реално разликата што може да ја направи со тоа што пред 10 години и не можеле да вложат во S&P 500 заради што немаше можност легално тоа да се направи. Морам да кажам дека го посакував токму ова прашање, а не бевме договорени, затоа што логично. Ценовните движења на нашите главни акции на македонска берза, тој индекс MB10, што се состои фактички од 10 главни најтргувани компании во Македонија што се на берзата, од кои се 5 банки, и има уште 5, нели, фармација, производство и дистрибуција на нафтени деривати, угостителство, телеком и така натаму. Сега, тие збирно има некоја методологија за тој индекс и така натаму, кој сака, нели, од гледачите може на нашата веб страна да ја погледне. Ако се гледа на 10 годишен период, што го спомнавте, е над 400%, 430%, мислам дека е пораст на цените на индексот. Што ќе рече, ако некој пред 10 години вложил, не знам, 5.000 евра, 10.000 евра, 430% ќе му се зголемиле во овие 10 години. Во 5 години, еве, помал период, ајде да речеме, да фатиме од пандемија. Над 20.000. Ако купил пред 5 години, негде околу 113%. А ако ги земете големиве светски индекси, баш пред некој време за некоја друга работа, правевме некои анализи на работа, нашиот индекс отприлика е еквивалент на NASDAQ индексот, а NASDAQ, за тие што не знаат, е втората најголема берза во Америка, каде што пред се тргуваат овие технолошки акции. Значи, ако сакате да купите, нели, и Google, и Apple, и Amazon, и Nvidia, и Tesla, NASDAQ. Значи, тоа е индексот, и Standard & Poor's 500 се тие главни, ама се. Значи, нашиот индекс е отприлика како недобриот американски индекс за 10 и за 5 Ова години. Ова што е фенси на кафе, да се каже. Значи, можело и овде. Сега друга работа е, нели, разноразни перцепции, не е исто сепак македонска компанија и американска, ама перформансите се исти. Добре. Значи, можело и тука, да, рековте добро.
Па за тоа ми беше интересно, ги гледавме и пред некое време и пред гостувањево и свативме дека практично не е толку различно, само ова нели звучи малку поинтересно со оглед на тоа што како што кажавме претходно не можело, сега веројатно тие одлуки се носат, па може за на кафе нема да биде толку интересно, ама може и ќе биде, ќе видиме. И има уште нешто. И се доста стабилни компании. Ама има уште нешто, нели, тоа позната теорија, не ги ставете јајцата во иста иста кошничка кошница, и така апсолутно. натаму. Значи, ако некој вложува и е изложен само на акции од една држава, еве, колку да е главна и најголема како пазар, како Америка, сепак со тоа некакви ризици превзема и најдобро е, нели, да идете и во различни региони. А исто така и теоријата и праксата покажуваат дека вложувањето во домашни хартии од вредност секогаш е пожелно зашто имате некој тип на, пак тоа така има еден израз, супериорно знаење и најдобро знаење за компанијата што е кај вас. Вие ги знаете и незините производи, вие можеби вториот братучот или комшијата работи таму, па знаете дека е тоа добро средена компанија и така натаму. Или дека одеднаш отпуштаат. Добро, тогаш ќе падне цената на акциите, зборуваме за добрите компании. И еве денеска во Financial Times излезе сабајлево дека најголем одлив на инвестирање од страна на европјани, зборуваме за Западна Европа, од амерички акции, последниве 2 месеца е регистриран, не знам колку години наназад, пошто тие што следат знаат, првиве неколку, мислам, месец и пол, токму овие Magnificent 7, нели, тие главните технолошки акции, чудесните 7, тие се првпут после подолго време у некаков минус. Поентата ми е, диверзификација на секаде некоја позиција, дома си е дома. Да, дома си е дома. Ова ми се свиѓа, а колку странците не доаѓаат дома, купуваат, ги интересира Македонија? Или да пуштиме во Financial дека исто растат, може уште толку ги заинтересира. Разни фази сме имале историски. Тоа е еден познат бум што го доживеа и македонска берза, како и другите берзи во регионот и пошироко 2005-2007, ние уште имаме рекорди од 2007 година. Тогаш имавме многу странци, пред се од регионот, пред се Словенија и Хрватска. Потоа странците не се толку присутни и сега се последната година укуповниот промет беа 4-5%. При што веројатно сега детални анализи не ми се достапни, не било тоа дека те масовно текот на цела година биле, тоа биле валјда некои поголеми трансакции. Значи, ние мислам дека тоа е еден мит што и ние како професионалци, брокери, ние сме го имале дека ние сега треба нашиот пазар да го движат странци, да, треба да се трудиме, затоа сме многу присутни овие регионални проекти и така натаму, но не можеме да очекуваме да дојдат оние главните големи инвестициски фондови, зашто нашите компании се премали. И они имаат таму, не знам, некој американски или англиски инвестициски фонд има во проспектот инвестициска политика да не влезе во компанија што е под 2 милиарди евра пазарна капитализација, колку има Македонија ни една. Ако биде 1 милиарда, не знам колку има 1 до 2 зависно од движењето на цените. Така да, ние можеме да очекуваме странци само ако се вклопиме во некакви мрежи на регионални берзи и повторно не во сите компании. Затоа мораме да имаме млади, затоа треба поише физички лица. Добро, странци сакам, ама објективна е оваа ситуација. Објективно, да, сме повеќе зависиме од своите луѓе. Сега, тоа што ми е интересно, ајде малку за светскиве берзи. Која е прва берза? Британската беше меѓу првите? Добро, сега тука историски малку. У економија увек по кој критериум, која е најголема банка, која е најголема берза, нели, дали е по промет, дали е по број на котирани компании, дали е по големина на котирани компании, Американските се без дилема во сите критериуми носечки берзи и не само што се они носечки по нивните статистички, да речеме, резултати, индикатори и така натаму, туку и по влијанието кое психолошки го диктираат на целиот свет. Еве да се вратиме и на нашиве перформанси, нели реков, нашиот индекс, осим минатата година, еве, ние од берзата мораме увек да бидеме транспарентни, минатата година имавме мал минус, но на ниво на поголем период ви ги кажувам перформансите, значи тоа секогаш е под влијание на овие големи американски предсе берзи, бидејќи тие го диктираат тонот. Така да најголеми се американските берзи, што се случува таму, па слично, како што објаснував и за кај нас. Дали исто функционира целото, зашто кај нив гледам една
таква динамика, па тоа се представува како некоја борба. Вака ќе ви одговорам. Исто во многу поголеми соодноси, размери и така натаму, но и тоа ви е баш добро. Вака, Ние берза кога ќе замислиме, нели, ни текнува на некој Wolf of Wall Street, па имаше неколку има филмови, особено околу кризите 2008-2009, има неколку интересни филмови што се направени, така, борба, харти, проблеми, решавање. Мора да имаме предвид дека кога станува збор нели за оваа уметничко презентирање на работите, тие мора да се фокусираат на некои поживописни аспекти. Има на берзите и доста работи што не се како за филм, а се од круцијално значење. Меѓу другото, еве, да дадеме и таков еден исказ. После сето тоа тргување, некој таму мора да среди. Има компјутери, порано немало, па мора да се каже колку имало трансакции, кој купил, кој продал, па имали пари некој. Значи има тоа многу работи што не се на филмови, без тоа не одат берзите. За среќа имаме Excel, сега порано се собирале харти, веројатно. И Excel и многу други работи, нели рековме овие апликации, алгоритми и така натаму. Инаку во светот последните повеќе години наназад е еден голем биков пазар, така наречено, нели во таа наша терминологија берзанска, кога цените растат, се нарекува биков пазар, а кога цените паѓаат, се нарекува мечкин пазар. Па веројатно сите забележале тие некои символи бик, мечка, ги има во и околу берзите. Сега нормално ние го преферираме бикот, пошто тоа значи период кога цените растат. Значи имаме еден долг период на раст на цени, со последниве години и со сите овие геостратешки турбуленции од пандемијата до војната во Украина, инфлација, енергетски кризи, значи во сите овие премрежија, па еве и сега што се случува геополитички нов свет, многу промени и така натаму, цените продолжуваат воглавном да растат. Кога има некакви, еве ние жаргонски исто ги нарекуваме како некои икања на пазарот, бидејќи пазарот често се опишува пазарот како да е човек. Пак, ако се читаат разноразни анализи, има здивот на пазарот, не знам, и се има некој како икања. Па цените малце ќе паднат, ќе се случи, нели, царините на новата американска администрација и така натаму, па после некој време ќе се испегла тоа. Така да се уште трендовите се такви и овие перформанси на индексите се во плюс, многумина веќе подолго време аналитичари знаат да кажат дека можеби некои валуации се превисоки, дека можеби ќе има некои корекции, но за сега подолго време наназад трендовите се позитивни. Оваа година почна со малце повоздржаност и со некои мали минуси, па ќе видиме. Тоа го кажавме, а 26-та што се очекува, уствари колку што можете да кажете. Ама еве на американската бирса. Па најпрвен, нели, ја морам да направам тоа оградување како човек кој сега во моментот е директор на берзата, не би можел да се впуштам во никакви прогнози. Но најискрено има многу аналитичари, некои се пооптимистични настроени, некои се повоздржани, има често и тие песимисти, но токму тоа е убавината на пазарот, затоа што тука се преклопуваат разноразни перцепции што ќе се случува. Сите да мислат едно, нема да има трансакции на берза. Затоа што нели сите ќе мислат дека е скупо или е ефтино, па ќе чекаат и така натаму. Така да преовладува се уште тие аналитичари светски од инвестициски банки и брокерски куќи и така натаму, се уште се смета дека простор за раст во некои сектори има. Нели лани преклани главна беше вештачката интелигенција, сега бидејќи цените нивни отидоа високо, па имаме некои минуси на тие акции, сега се зборува дека сепак има и други сегменти што може тоа да го поддржат. И така да, но рачунајте дека тоа се све луѓе од оваа фела и тие се, нели, по дефолт оптимистички. Да, затоа што и во економијата е многу важно дали луѓето се оптимистични или не се. Сите мислат дека е само бројки, ама многу е важно и какво е чувството кон вложување, дали се троши, како се штеди. Негативни прогнози за пазарот на капитал и историски и сега најчесто даваат професори. Затоа што тие имаат, ова не ми е нешто да карикирам, тие имаат еден друг поглед. Друго е кога сте во финансискиот сектор во жижата, друго е кога гледате
малце поинаку. И повеќе работи Па веројатно веројатно. отфаќаат. Сега не секогаш погаѓаат, така да. Интересно ми беше дека еден пријател ми кажа дека негов колега од факултет историчар работи во британската берза, каде што пробува да препознае патерни од историјата за да предвиди Па, добро. одредени движења. И мене ми беше тоа навистина, вау, како функционира еве кај нас берзата како институција. Што значи тоа зад сцената, вие што го гледате, ние што не го гледаме. Ние она што го гледаме, нели, веб страницата на Македонска берза, каде што се сите информации што се потребни, кои не е отворил, предлагаме нека ја отвори, нека разгледа, што и како се случува, да не се подпре 100% само на нашиот разговор тука, ама како изгледа тоа зад сцената, каква е структурата, кој се носи одлуки на каде ќе оди берзата? Па да, ова исто фино да се објасни, затоа што, нели, луѓето, следејќи не нас преку медиумите и со што се случува на пазарот, на некој начин забораваат дека зад берзата и пазарот, што во главно примарно ги интересира, стои компанија со луѓе кои тоа го организира. И она кога зборавме големи мали берзи, тоа е исто интересно да се каже, одредени функции ние мораме да ги имаме истите, како што и некоја многу голема берза, друга работа е што немаме толку приходи, па некогаш тоа знае да биде проблем и така натаму. Македонска берза е да бидам поконкретен. Прво да кажеме е акционерство друштво во приватна сопственост. Често се случува да нас не перципираат во македонската јавност дека сме државна институција ради овој, нели, оваа придавка Македонска берза, бидејќи многу јавни предпријатија, државни институции го имаат тоа. Тоа значи акционерско Тоа друштво значи дека во приватна. ние сме наси акционери, ни се наш најголем акционер од пред некоја година ни е берзата од Загреб. Значи берзата од Загреб, друга берза, има 30% сопственост во нашата и други поголеми акционери се пред се неколку големи македонски банки, имаме нешто и приватни брокерски куќи како помали акционери и така натаму. Значи приватна компанија. Второ, три поими се битни вака да ги разјасниме и сигурен сум дека во општата јавност ја не се многу познати. Ние пред се ми главната функција ни да го организираме тргувањето со хартии од вредност во Македонија, значи да направиме некаков систем, сега се тоа нормално некои софтвери, каде што сите што сакаат да купат или да продадат одредени акции преку овластени брокери ќе го дадат тоа. Сега, не може директно да купуваат ни во Македонија ни во цел свет на берза физички лица, затоа што се смета и затоа е регулативата направена секаде, дека ова сепак покомплицирана област, не е купување на некои раноградинарски производи, кај што можете да ги видите, можете, нели, да ги мириснете, да ги пипнете, па да направите некоја проценка. Или автомобил стан. Да. Туку овде се сепак акции што треба да представуваат фирмата дал работи добро и затоа се воведени овие брокери и инвестицијски советници како некои посредници кои добиваат специјална лиценца од регулатори и така натаму. И тие се нарекуваат членки на берзата и имаме ние во моментот 11 членки, 6 банки и 5 приватни брокерски куќи. Историската бројка на членка на Македонска берза е 27 во 2007 година. Пак се намалило и ова. Имаше драстично намалување, паднавме и под 10, сега сме 11 и така натаму. Сега тоа се тие што тргуваат во име и за сметка на клиенти, иако можат и за нив да тргуваат. Во Америка слушав дека има некој обратен тренд дека се повеќе се отвараат помали брокерски куки. Мислам, тоа зборуваше еден, да се оградам, не ги гледав бројките сега, туку зборуваше еден брокер кој што работел во голема компанија, па кажуваше како трендот е да се оди кон помали заради видите, заради младите како сакаат да работат, бидејќи во големите акционерски друштва е одсобено веќе. Америка е секогаш добар пример, тоа е како што рековме најголемиот и најразвинот пазар на капитал, ама не ни е, нели, репер. Соодветен на нас за споредба. Така да, веројатно е подобро да гледаме, например, некоја Полска, која каде е поголема од нас, но е развиена и така натаму, но да. Тоа се инаку, често тие платформи како Robinhood и така натаму, Revolut и така натаму, тие најчесто користат некои брокери у позадина на некоја берза, но тоа се некои комплицирани бизнис модели како тие работат. И третата категорија, значи берзата, организатор на тргувањето од членките и така натаму, и се котираните компании. На енглески е тоа listing, кај нас не знам
по некоја стара терминологија овој Листување. Па тоа е можеби подобро. Тоа што значи? Тоа значи тоа се компании кои се тргуваат на македонска берза и потпишале договор со македонска берза и се обврзале со тој договор да даваат на сите у јавноста често со честа фреквенција како работат. Бидејќи вие може да направите компанија во Македонија и акционерско друштво ако ви е део уште помалку и да не комуницирате со јавноста што се случува, колку ви е квартална добивка, загуба Ама на и берза така не натаму. можете да Да, го и правите. тие се тие котирани компании, затоа овие 10 во индексот се тргувани, зашто луѓето знаат дека на секој квартал ќе видат која добивка, загуба, дал се сменил некој директор, дал потпишале нова сделка и така Да, натаму. мора многу да е транспарентно. Сите финансиски практично Па извештаи мора да тоа бидат јавни. Тоа е можеби и една од додадените вредности кои ние како компанија би рекол на целово општество на некој начин ја обезбедуваме. Да. Тури и за новинарите, пошто економски и слично. Јас сум од почетоците на берзата се сеќавам на еден период кога немавме котирани компании и кога во нашите медиуми воопшто не можевте да прочитате какви се резултатите на некоја голема компанија у некој сектор. Ние првите котации ги имавме дури таму 2003 година, а почнато е 2006, значи 6-7 години немаше ништо. И се замислите ситуација да нема котација у Македонија. Нити ќе знаете некоја банка како Точно. работи и така натаму. А сега веќе тоа е дури некогаш прва вест на вестинија колку заработиле Па да, тоа банките изминатата година или некоја друга област. Сега кај нас на пример е интересно дека главно се големи компании, како што кажавме, банкарска индустрија, фармацевтска, има и други компании, меѓутоа се поголеми компании кои што имаат некоја историја, некогаш и на функционирање, некогаш и од Југославија, па имале потоа акционери и граѓани и така натаму. Тие се воглавно, да. Да, но немаме многу нови, да кажеме, компании кои што почнуваат да котираат на листата. Имаше пред некое време обид за една компанија нова да се воведе на македонската берза. Зошто се случува ова? Да кажеме, во Америка никогаш се и доста атрактивни оние кои што само што влегуваат на берза, иако и кај нив може да биде помалку успешно, повеќе тоа е ризик голем за компанијата. Ама зошто каде можеме да бидеме подобри во оваа насока, каде можат компаниите да бидат подобри за да стигнат до македонска берза? Да, ова е од наш аспект вечна тема. Прашање за $1.000.000, рак рана на нашиот пазар. Значи да, Моравме се извинувам. Не, ама ние многу сакаме да зборуваме за оваа тема затоа што таа актуелна и таа отсликува многу состојби во нашето општество, во нашата економија, во корпоративниот сектор и така натаму. Но ајде, нели рековме нема за Америка да се споредуваме. Не состојбата само таква во Македонија. Јас секогаш на јавните настапи подсетувам дека во една Словенија исто така во сите овие 30 години нема ни една таа иницијална јавна понуда, фамилиарна фирма да излезе на берза да прибере капитал. Не знам, нема ништо такво во една Словачка. Ипак Централна Европа, земја која е во Европска унија и така натаму. Така да има тука повеќе причини. Мислам, после сите овие години наши разговори со некои потенцијални кандидати, безброј анкети, тркалезни маси, конференции, консултанти и сето тоа, дека три се основните причини зошто неакционерските друштва во Македонија, кои број еден треба да бидат големи и веќе нараснати, берзата не за мала фирма. За мал стартап тоа треба да бидат дали некој инкубатор, акселератор, бизнис ангел и така натаму, па у некоја понатамошна фаза да дое на берза. Него имаме ние веќе многу големи, добри, успешни компании кои не се ни акционерски друштва, фамилиарни се и тоа е многу легитимно. Три работи кои мислам дека се битни, зошто кај на себе, например, во Бугарија, во Романија, минатата година и во Хрватска, овие работи почнаа да се раздвижуваат, да се надеваме, бидејќи сме ние некои обично следбеници на некои процеси овде, дека после некое време и кај нас нешто ќе се раздвижи. Прво има голем страв од разводнување на сопственост. Значи, сега јас сум еден газда, или нели брачен пар, или двојца браќа, еден, двојца газди, и сега ние, за да отидеме на берза, прибереме капитал нов во фирмата, или може и за нас, и тоа е легитимно, може и комбинација да издам нови акции, дел од парите да влезат во фирмата, ќе направам некоја нова фабрика, дел ќе ги земам за мене, за лична потрошувачка. Тоа е уствари и јавна валоризација на успехот што сум го направил, па што сум ја нараснал фирмата.
Но ете, некои 10% више ќе бидат, не знам, 200 други акционери. Кај нас постои страв од некој друг да биде во фирмата. И тоа е легитимен, зашто не носите сами одлуки после тоа. Па, сега тука како на човек од берзата не можам да ви кажам дека е легитимен, затоа што број 1 мнозинството вие ќе го задржите. Да. Тоа е исто како во политичкиот систем, некој да сака да владее само ако ги има сите пратеници во парламентот. Значи, во некои такви демократски структури, акционерството само по себе е демократска структура, доволно ви е да имате определено мнозинство по закон. Што можем... И сега доаѓаме до тоа второто, значи, разводнување собственото е првата причина, второто е тој менталитет овдешен. Не сакам да споделувам носење на одлуки со други луѓе, ако сум ја главен. Не сакам да слушам може би и конструктивна критика на акционерско собрание или можда со некои дописи од акционерите, па може овие работи да не ги правиме вака и така. Ама јас тоа мислам дека потекнува целиот наш некој систем и на како функционираме на ниво на семејство и така натаму. Да. Значи најчесто ние сакаме да има авторитарна структура во која еден ќе каже и тоа е ефикасно ако тој едниот што кажува е добро, ама ако тој едниот што кажува ако не е добро, така да акционерството дава и тие малцински акционери дава некои придобивки затоа што вие увек е добро да имате и некои други мислења. Така е, апсолутно. Посебно во ова време каде што се менува, убаво е некој да ви каже, ваму се случува ова што мислите. Тоа па од друга страна сака од вас како се уште доминантни газди да сте малце потрпеливи, да сослушате, да изгубите малце време на тој план и така натаму. И трета работа, што е причина зашто нема тие IPO-а нови емисии на акции, е еден општ страф од транспарентност. Повторно постои... Секој денар треба да ја јави. Пошто, како што забележувате, сите овие аргументи што ги давам за акционерството, на некој начин важат и пошироко во нашето општество. Така да, не знам, веројатно има фирми што не се акционерски друштва, што книгите, сметководство и така натаму не им е идеално средено. Има, нели, често знаат во тие фирми и личната потрошувачка да оди преку фирмата и така натаму. Кога ќе излезете на берза, ќе ви одобри регулаторот Комисија за хартија, ќе дојдете на берза, ќе звониме со звончето дека ќе почне торгувањето, но тоа после значи еден друг живот. Вие сте отчетни, вие сте транспарентни, вие квартално. Сега, ако све ова го земе, има и други фактори, ликвиден банкарски систем, мало ноу-хау и така натаму. Ние генерално се плашиме да кажеме за финанси и лични. Кај нас не сме така отворени како на, да кажеме, во други пазари, каде што мене ми се случило, пример, еве Полска ја спомнавте, луѓе од Полска да се пофалат дека плаќале највисок сегмент на данок и вие можете да пресметате над колку име платата. Кај нас, QTC, тоа е ако е добро, позната приказна, да. Па, например, ако сте котирано акционерско друштво, менеджментот во котираното акционерско друштво по закон и по прописи мора да ги обелодени своите плати. Да. Тоа е уште еден чекор што тие, нели, што ќе решат да се трансформираат од ДЕ у АДЕ, исто треба да го прифатат. Но, еве во Хрватска лани реков имаше 3 јавни понуди, имаше една компанија таа. Сите беа успешни? Сите беа успешни и некои валуации многу вака високи за една компанија, најголемиот земјоделски комбинат во Хрватска, Жито се вика од Славонија, за 30% од компанијата прибра 120 милиони евра. Што ќе рече дека пазарот него и му е вреднуваше компанијата, нели 30 пута 3, нешто, значи тоа више има многу предности. И практично и вредноста на вашите акции пораснала, вие не сте не биле може свесни. Апсолутно, и плюс тоа значи дека вие као компанија ако еднаш издадете успешно, имате, тоа се вика некоја као вашите акции потенцијално може да бидат валута да купувате нови компании, пошто она може у една индустрија да отидете, речете некој конкурент втор по големина, ајде да те купам, ја ќе ти дам од моите акции, ќе направиме некои комбинации, множество можности има. Па мислам дека тоа беше секогаш интересно, нели, во дискусијата, еве
пак ја спомнаме Америка, во дискусијата како се даночат богатите, викаат не се даночат затоа што тие си тргуваат со акциите кои што не се оданочени. И сега нивното богатство генерално се цени, не ми сметам дека треба да бидат, додека не се извадат, нели, во пари, меѓутоа нивното богатство најчесто го гледаме во акциите, да кажеме, викаме најбогат е Илон Маск, тоа не му е платата на Илон Маск, туку тоа е акциите моментална негови. пазарна цена, Апсолутно. или кој ќе речат вчера падна индексите и исчезна толку и толку Да, милиарди и изгуби така Марк натаму. Цукерберг, не знам колку. Пресметковни се тоа фактички варијанти. И така многу кога зборуваме за даноците, и сега тука е она екосистемот, поддршката за пазарот на капитал и кај нас, нели, имаше еден период кога капиталните добивки, а тоа е нели кој ќе направиш купи продај на берза и ќе заработиш, почнаа за жал да се оданочуваат од пред некоја година. Тоа не беше добар потек за пазарот и така натаму. А многу интересно, и тоа што беше најнепосакувано сценарио, каматите од банкарските депозити не се орачуваат. Капиталните добивки од тргување на берза се оданачуваат и тука како индустрија не стаја у еден по лоша состојба. Добро, јас гледам дека ова е област која што и од она што го видов од CV-то и од претходното искуство, цел живот си во финансиски сектор на некој начин. Да. Ајде малку лично, како беа почетоците и што те држи во тој сектор? Затоа што за многу еве исто и млади, изгледа, освен она што го гледаме инфлуенсерски, изгледа дека е нешто што е досадно, побавно, па сите сакаат некои креативни индустрии, но од друга страна, светот ја промовира преку серии како индустрии, преку слични работи, баш финансиската професија. Од аспект на досадно, недосадно, сега морам да те повикам пак за холивудскиве филмови да прозбориме. Да, не е досадно. ама кај нас не, не се перцепира секогаш така. Па и другите филмови што не се бават за берза не се исти како американските, ама има сличности. Не, напротив. Јас би рекол дека ова е една од областите кои на амбициозен млад човек од разни професии, не само од економска, рековте вие историчари, главни се физичари подолго време, бидејќи тие модели како се анализираат, значи ова е индустрија во која можат сите природни науки да се најдат, ради дигитализација, квантификација на разни модели, нормално економисти, правници, IT и така натаму, има тука доста простор. И еве конкретно ме прашавте за мене, ама у контекст на ова што го зборувам како некоја дополнителна теза, јас бев, да речем, доста добар студент и имав некоја желба да продолжам академската кариера, сплет на разни околности во тој период кога се вработував, немаше простор за таа работа. Работев и пред берзата во Агенција за санација на банки, државна институција, повторно врзана со финансии, и потоа на берзата на некој начин најдов нешто што ми беше и замена за тие мои некои академски афинитети, затоа што многу работи се преклопуваат кај берзата. Значи, еве и од разговорот се чувствува, нели, или можеме да... Дали геополитика, дали економија, микро и макроекономија, дали некои IT технолошки работи, значи има широк спектар на можности и да учите, и да дознаете, и да придонесете, и имајќи предвид и секаде се најплатени занимања, се пак нема Америка повеќе во овие, но вие и плюс уште една работа, тоа им го кажува на младите, ние како берза сме доста активни со презентации пред средношколци, пред студенти и така натаму. За кариера во овој сектор веројатно е област каде што најбрзо доаѓате у контакт како млад човек со врвни, да речеме, раководители, менаџери, пошто нели да сте најобичен млад брокер, вие може ќе работите за некој многу богат човек или за некоја многу компанија, значи ви се отвараат многу патишта. И затоа ги поттекнуваме младите и кариера да прават овој сектор, а се помалку се заинтересирани поради овие причини што знам, за тоа и прашам. И за тргување затоа што све е во циклуси ќе има развој допрва. Сега вака се што слушнавме звучеше како некоја работа од соништата, нели се почнува како млад, кој што работи во делот на инвестиции и така натаму, се до директор на Македонска берза. Значи, тоа е некој сон на тој што работи во финансии, што го интересираат акции.
Ама колку имало проблеми на тој пат? Ви се случиле ли, не знам, технички проблеми, други проблеми кои што во даден момент си помислил што ми требаше ова баш да го работам, што не отидов во друга насока? Па краткиот одговор е никогаш не сум помислил што ми требаше, а проблеми имало. За среќа ретко, и пак да се надоврзам нешто и претходно што кажавме, тоа е, да речеме, хајде така да кажам, кој збор да го употребам, предизвикот да работите во мала берза и во мала економија, каде што волумените и приходите се мали, а морате да ги обезбедите во идеална ситуација истите професионални услови, да нема и прекин во тргувањето, како и оние берзи што можат да имаат 3 бекап системи, не знам колку скапи сервери и така натаму. Ние у разни периоди сме се снаоѓале, во последниот подолг временски период професионално у рамките на можностите го правиме тоа. Сме имале неколку пати некакви испати, брзо сме го решавале и сега како да речам, а да не се уречам, немало до сега ситуација во овие 30 години берзата да ради проблем некој трговски ден не го заврши. Добра. А тогаш е најинтересно, морам да ви кажам, кога има проблеми, кога има адреналин, дел од тимот, вклучително и ја, мислам дека најдобро функционира. Добро, тогаш се гледа дали функционира тимот, инаку во убаво секој тим функционира, така што тоа е добро, ама имало веројатно такви ситуации, па на крај кога ќе се извлече задоволството е друго. Па да, со тоа што имајте предвид дека сепак кај нас тргување во прашање, па тој, сега нели тоа е многу битно и треба да биде битно и сајбер безбедност и така натаму. Кај нас сепак ние не работиме со лични податоци, брокерите тргуваат за клиенти, се употребуваат при тргувањето сметки од тој централниот депозитар, па ајде да кажеме ранливоста на нашите софтвери, дури во лошо сценарио, не може да направи веднаш проблем за разлика од банки или некои други институции. Да, тоа е особено важно кога се работи за пари и гледаме дека финансиските обиди за измами се се поинтересни за измамниците. Тука веќе веднаш можете материјална штета да направите. Да, што и ни се случува. Кај нас не може тоа директно, но од друга страна па е многу битно да работи берзата, зашто ако не работи берзата, не знам, неколку дена, можеби вие имате акции кои треба заутре да ги продаете, пошто прекутре имате голема трансакција и може да ви се поремети целиот план, така да ние имаме таа некоја одговорност поширока да овозможуваме тргување. Тоа беше многу актуелно у пандемијата. Еве, може тоа да кажам, мислам дека ќе биде интересно. Во неколку наврати сме имале некој тип на барања, притисоци да престанеме да тргуваме. Не знам, 2008 кога беше самитот на НАТО, па нели она одлука да не продолжи нашиот процес кон НАТО, па паднаа многу акциите. Пандемијата кога паѓаа и светските берзи, тогаш се јавувале многумина да речат прекинете тргување затоа што нели цените паѓаат. Да. Прво, и тогаш во пандемијата имаше и изјава од Светската федерација на берзите дека се препорачува берза секогаш да работи, осим сега ако е некоја природна катастрофа и така натаму, затоа што вие во сите услови морате да овозможувате на акционерите и на инвеститорите да се ослободат или да купат акции секој со своите процени у тој момент. И како со тие притисоци како се штитите, зашто тоа може да бидат големи притисоци? Па, затоа што ние сме, како што реков, приватно акционерско друштво, наши акционери, членови на управниот одбор се други луѓе од светот на финансии, секогаш сме биле компактни со исто стручно мислење дека тоа и во крајна линија и примери на други берзи нема. Многу ретко тоа да некој престане, затоа што ако тргне, ако има фундаментален проблем да паѓаат цените на акциите, со сопирањето на тргувањето нема да го надминете тој проблем. Дури може да креирате дополнителна паника кога ќе продолжи тргување, сите уште повеќе да продаваат. Тоа се слагам и мислам, такви информации мали и на довербата кај институциите кај нас во Македонија многу дава резултат во многу области, луѓето да не веруваат да си ги повлечат средствата. Така што и добро сте одлучиле, веројатно вие тоа си го знаете најдобро. Од ова што сега го разговаравме до овој момент, гледам дека друга професија тешко дека доаѓа во обзир, ама јас да се прашам, ќе направиме една, да кажеме, мала игра, односно неколку професии јас ќе прочитам и ќе ми одговориш дали би ги работел
Сигурно, ако не беше ова што си, можеби или никогаш. Може? Само со еден дисклеймер, 4-та генерација економисти сме у фамилијата, но ќе ја прифатиме ова како играта. со докторите, не сум слушнала некој вака на економија да гледа, добро. Адвокат, Да, режисер, да. добро да ова со стресот ќе одговара и таму, сомелиер, Па повеќе на страната на тој што пробува, а не тој што е активен. добро, водител на квиз, Да, така. добро. Книжевен критичар, Да, политички новинар, да. ова може економски Да, по да. теми, инфлација. Многу одбравте така со да што одговарам. Случајно Па, ги не. интересни се. Да. Капетан, Не. Еве не. еве не. Вака аде во Македонија. Фудбалски селектор, Како мал да, сега не. психолог, Не. да, тоа е секоја чест. Поздрав до психолозите, ни требате. Радиоводител, Па, така. со микрофонот сега, вака може би да. Сега, сакам да се обидеме во следнава дискусија, да ги опишеме некои работи со само 3 збора. Добро. Не е лесно, ама да се обидеме. Твојата работа. Или работата на Многу ја сакам. Да, точно 3 се. Совршен одмор. Книга и море. Ова и го броиме Да, како да, зборче така во реков, случај. да. Да. Добар лидер. Знае да слуша. Кога е човек точен со бројки, точен е со бројки, па макар и Добро, морам придавки, оце да бројам, да. Лош ден. Врне и студено. Добро, Со добро е сврзнициве се снајдовме. кога е со сврзници. време Да. поврзано, да, апсолутно. Пари. Треба да има. Треба да, апсолутно треба да има. Стрес. Ќе пројде сигурно. Скопје. Мој роден град. Точно. Обично за Битола, ама сега што е добро, тука. Се го уклопевме, да. Младите денес. Брзи и непредвидливи. Така е. Супер. Ке видиме. Значи, вака би сакала на крај да завршиме во насока на технологијата, затоа што тоа ни е некако лајт мотив и на она што го носи новото време и новите технологии. Вештачката интелигенција на големо влегува во сите сфери, па и во финансиската. Може ли да направи добри предвидувања или се уште човечкото око е подобро? Зборувам за тргување на берза За пазарот. и слично. За пазарот. Па добро, таа веќе почнува масовно да се инкорпорира овие големите инвестициски банки веќе максимално. Например, една од работите која што многу е инкорпорирана е тие пишување на тие долги документи кои се издаваат, нови хартии од вредност, така наречени проспекти кои порано ги правеа не знам колку тимови од адвокати, економисти, не знам колку недели и чинеа многу, сега тоа многу побрзо се случува. Па видите, на крај не треба да забораваме дека барем сегашните модели на вештачка интелигенција ги црпат информациите кои претходно се уште воглавном ги креирале луѓе. Така да нивна моделиве многу побрзо го прават тоа што најдобрите луѓе го правеле поспоро, па колку биле успешни добрите луѓе, сега за пократко време вештачката интелигенција ќе го дава истиот, а веројатно и подобри аутпути, зашто може нели да процесира многу ствари, да ги анализира и така натаму. Светот ќе се менува со вештачката интелигенција. Сигурно, ама има работи што се човечки, а тоа се овие одлуки што ги зборувавме околу излегување на берза општествени движења и слично, и тоа ќе си Ја остане би да рекол влие. тука со психологијата у сите сфери, тука не сум сигурен, иако веројатно некои модели ќе научат да ви прават муабет као психолог, ама сепак немајќи ја емотивната интелигенција, не сум сигурен колку тоа ќе биде. Кој што треба. Одлично. Се надевам дека малку повеќе сите што не следеат до овој момент, веројатно и сакале да научат повеќе за берзите, за пазарите на труд и за
и за тебе за тоа што имавме и лични прашања. Да. Така што верувам дека тие што нас следеа до тука се задоволни и научија многу повеќе од она што почнав. Се надевам дека беше интересен разговор за вашите гледачи и благодарам на поканата. Се гледаме повторно.